Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Стејт департментот објави извештај за трговијата со луѓе. Македонија годинава во недобрата група. Поранешниот гувернер на Илиноис Род Благоевич обвинет за корупција. Почнуваме со вестите. Македонија годинава бележи напредок. Префрлена е во недобрата прва група земји кои целосно го почитуваат тактот за заштита на жртвите од трговијата со луѓе. Македонската влада се навидува во извештајот целосно ги исполнува минималните стандарди за елиминација на трговијата, но треба да посвети повеќе внимание на центрите за прифаќање на жртвите од трговијата. Поранешниот гувернер на Илиноис Род Благоевич прогласен виновен за корупција по 17 од 20 точки на обвинението, вклучувајќи го и обидот да го продаде испразнетото сенатско место на претседателот Барак Обама. Тој беше уапсен во декември 2008. Подоцна Сенатот на Илиноис го обвини за злоупотреба на службената функција и го смени од гувернерската позиција. Македонија да продолжи со преговорите зимето и да ја држи економијата отворена, порачува поранешниот амбасадор Кристофер Хил во интервјуто за нашата редакција на маргините на конференцијата на обединетата македонска дијаспора. Со Хил разговараше Ведран Андоновски. Поранешниот амбасадор во Македонија смета дека земјата многу напреднала од времето кога тој за прв пат дошол во неа пред 15 години. Мощно е важно за Македонија економијата да биде отворена. Мислам дека така и се прави. Има знаци на странско инвестирање што е мощно добро. Мощно сум импресиониран од делот фискалниот развој. Се чини дека сите во Македонија разбираат дека треба да плаќаат данок и тоа е добро. На меѓународен план Хил сугерира Македонија да изнајде модус вивенди за последната пречка, спорот со името. Ова не е прашање за тоа кој е во право, а кој не е, туку прашање за тоа да се направи обид да биде разрешен. Хил е оптимист, смета дека може да се реши. Само што заврши изборите, наскоро ќе биде составена влада и сега можеби е добар момент да се направи обид, да се допре до сите политички партии во Македонија, да се изнајде некој предлог и ова да се реши. Јас мислам дека може да се реши. Го резимира својот дипломатски совет до владата на Македонија. Продолжете да разговарате, преговарајте, најдете решение. Хил, кој сега е декан на училиштето за меѓународни студии Корбел на Универзитетот на Денвер, неодамна ја посетил Македонија, носи вакви импресии. Па го видов споменикот, се уште беше во парчиња, но составен ќе биде прилично голем. Шетајќи низ Скопје ми беше големо задоволство да ја видам новата зграда на Уставниот суд. Новиот театар по урнекот на стариот уништен во земјотресот во 1963. Верувам дека Скопје на вистина го зазема своето место меѓу европските престолнини. А еве како на прашањето за името од јазичен аспект гледа славистот Виктор Фридман, исто така награден на конференцијата на обединетата македонска дијаспора. За Фридман не постои спор. Прилог на Ведран Андоновски. Плени со насмевката, но и со извонредното познавање на македонскиот. Додека грчката влада инсистира на решение со едно име, со географска одредница за севкупна употреба, истакнатиот и долгогодишен славист од Универзитетот на Чикаго на прашањето гледа од јазичен аспект и смета дека македонскиот воопшто не треба да биде предмет на преговорите. Апсолутно не. Тоа е дури самиот Нимиц сам знае дека нема легална законска основа за така наречен спор. Демек, нема спор. Има само овој, да кажеме, нахалство на Грција. Тоа е. Фридман има добиено многу награди, но вели дека оваа му е посебно драга. Ова награда е нешто многу специјално, затоа што тоа е прв пат да добијам некој признање, да кажеме, од диаспората. Истовремено тоа значи дека диаспората во Северна Америка, да кажеме, и во Австралија и така натаму, е многу поорганизирано од порано, што е многу важно за Македонија. А дека на тридневната конференција на обединетата македонска дијаспора во Вашингтон
Не се говореше само за политиката, доказ се двајца млади уметници, кои го приближија современото македонско сликарство до поширокиот аудиториум во САД. Погледнете. Битолчанецот Благојче Стојановски живее во Калифорнија. Чест мотив на овој сликар, познат во уметничкиот свет во САД само како Благојче, е паралела на страдањата на еврејскиот и македонскиот народ. Правам споредба во оваа композиција на двата народи, низ историјата како тие се бореле за нивната слобода и како ги третира светот и денес после 2000 години. Македонскиот и израелскиот народ, тие се единствени во светот што не се признати од целата светска заедница како народ и како нација. Многу народи го користат духот на коњот за да ги представат своите идеи и емоции. И јас во мојата композиција го одбрав коњот да биде главен двигател на приказната, вели Благојче. Ирена Гапковска од Скопје зад себе има 11 групни изложби. Нејзин дом во САД е Мајами, каде има уметничко студио. Најчести техники и се акрил, масло и јаглен. Уметниците даваат уникатна димензија на промоцијата на земјата од која потекнуваат, смета Гапковска. Мислам дека ние можеме сосема пософистициран начин да ја помогнеме нашата земја. По тој начин што ние ќе промовираме преку културата, која што е многу битен елемент, историски гледано. Македонија има многу јака историска позадина и со промовирање на Македонија од тој аспект, значи културно-уметнички аспект, се промовира и низината екзистенција и идентитет. Уметноста е медиум преку кој на светот му откриваме кој сме и што представуваме, велат Гапковска и Стојановски. А утре во Newsflash, нова анкета го предизвикува традиционалното мислење дека умерените оброци се клучни за диетата. Гледајте утре во Newsflash. Битно не колку, туку што се јаде. Кои се најголемите виновници во храната за вишокот на килограми? Гледајте во утрешната емисија. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.